Макбаскет ТВ емисија за младински лиги предпоследна во календарската година. Се ближи крајот на полусезоната, не останаа уште 2 кола. Правиме редовен преглед на надпреварите од сите лиги. А репрезентацијата до 12 години замина за Букурешт, каде викендов за прв пат ќе игра на меѓународна сцена. Останете тука, почнуваме по рекламите. Со Шпарка се банка, остварувањето на вашите желби стана уште поедноставно. Со новиот ненаменски потрошувачки кредит со грејс период од 6 месеци и каматна стапка од 6,8%, сите ваши желби може да бидат остварени веднаш, а ние ќе ве почекаме за отплатата. Троши на есен, плати на пролет. Само со Шпарка се банка. Осигурете ги вашиот дом, вашето семејство и вашето возило со Триглав комплет и заштедете и до 50%. Триглав осигурување. Забава која трае. Стоби Флипс. Витаминка. НБА Чаир и Работнички се сретнаа во М20 лигата и требаше да биде дерби. Две екипи со реални амбиции за сам врв на табелата и со единствена цел – титулата. Но тоа што се случи во салата Антон Димитров во Бутел, веројатно не можеа да го претпостават ниту најголемите оптимисти од НБА Чаир. Домашниот тим почна многу агресивно во одбрана, а Алаудин Мустафа и Емир Ештрефи немаа проблеми да реализираат во напад. Работнички тешко погодуваше, дополнително и загуби повеќе топки во пресингот на НБА Чаир и по 6 минути игра веќе беше 22-3. Продолжи НБА во ист стил, тренерот Мифтари често ротираше со составот, но апсолутно сите играчи кои ги имаше на располагање беа расположени за надигрување. Не дозволи темпото да падне во ниту еден момент и на полувреме се замена со преубедливи 69-33. Јасно беше дека Работнички нема да може да се врати по таа висока негатива, а НБА Чаир и дополнително го зголеми водството до крај за победа од 113-69. Петта победа во исто толку одиграни надпревари. За Работнички ова беше трет пораз во 8 надпревари. Кај НБА Чаир, Емир Ештрефи со дабл-дабл од 20 поени и 11 скокови беше најефикасен, а двоцифрени според бројот на поени беа и Ника, Мустафа, Јаки, Фета и Мемети. Кај Работнички, Павел Јосифовски со 23 постигнати коша беше најистакнат поединец. Остануваме и натаму во Скопје за надпреварот кој представуваше реприза од минатогодишните финални надпревари во У20, како во првенството, така и во младинскиот куп. Вардар против Струмица во дуел на двете екипи кои променливо играат оваа сезона, но и натаму се тоа како во игра за пласман меѓу првите 4 кои патуваат на Final Four. Почна подобро за Струмица, Спасев и Парталов погодија. Оваа тројка на Тренчев го отвори надпреварот за гостите со 7-0. Но Вардар ги имаше Зековиќ и Трајковски кои со 2 тројки во серија ја вратија резултатската неизвестност, иако Струмица уште еднаш до крајот на четвртината се одлепи на 10 разлика, тогаш беше 20-10, периодот заврши со 20-18. Во втората четвртина се играше главно кош за кош. Овие поени на Огњановски донесоа прво водство на надпреварот за Вардар. Сепак Спасев и Тренчев ја завршија четвртината со 8-0 за Струмица и на полувреме беше 45-40. Иако на моменти изгледаше дека Струмица може да се одлепи, Вардар во третата четвртина одигра одличен напад во кој покрај исклучително расположениот Зековиќ, многу важна улога имаше Мартин Шалев. Тимот на Владко Мирковски направи пресврт за водство кој успеа да го задржи до крајот од надпреварот. Струмичани стигнаа и да изедначат во еден момент, но Вардар имаше одлична реализација, постојано одржувајќи предност од околу 5 поени во завршницата, на крајот само ја зголеми за конечен и многу важен триумф од 95-84. Емир Зековиќ го заврши надпреварот со трипл-дабл учинок, 21 поен, 13 скокови и 10 асистенции како носител на победата на својот тим. Двоцифрен број на поени постигнаа и Стефан Трајковски, Огњеновски и Шалев.
Кај Струмица, Филип Спасев постигна 26 поени со 10 асистенции, а дабл-дабл оствари Драган Камберов, 16 поени и 12 скокови. Двоцифрени според бројот на кошеви беа уште и Тренчев и Парталов. Ева и табелата по завршувањето на првиот дел од сезоната. Остануваат само да се доиграат неколку заостанати средби. Единствен непоразен е МБА Чаир, но и со помалку одиграни надпревари од останатите. МЗТ Скопје и Карпаш Соколи имаат по еден пораз. Лига до 18 години, а Фени Индустри мотивиран влезе во дуелот со Борец Баскет за брзо опоравување од поразот од Вардар. И одлично почнаа избраниците на Владко Богев, предводени од Милан Милков и Тони Манев. Првата четвртина ја завршија со двоцифрено водство од 25-15. Велешани преку Чоков и Караколев се обидуваа да одржат резултатска неизвестност, но слабо одеше реализацијата од далечина. Фени воспостави контрола врз играта и резултатот и на полувреме замина со водство од 50-34. Иако на момент играчите на Борец Баскет се доближија и до 11 поени негатива, Сашко Бошков постигна 10 од 12 поени на Фени во завршницата од третата четвртина за повторни скачување на предноста, пошто веќе јасно стануваше дека победата ќе остане во кавадарци. Во рутинската завршница Борец успеа само да ја намали разликата за конечни 88-75 победа на Фени Индустри, петта сезонава која ги задржува на третото место на табелата. Манев со 24, Бошков со 22 поени беа најпрецизни кај Фени, а Чоков со 27 поени и 8 скокови беше најдобар поединец кај Борец. Меѓу поистакнатите во тимот од Велес беа и Караколев и Зафирчев. Ова се ФМП Академија и работнички од другата група. Во М18 надпревар кој се играше во неделата и кој представуваше дерби на колото. Работнички влезе како благ фаворит, но ФМП повеќе пати сезонава покажа дека знае да изненади и може да игра против секоја екипа. Па така и почна надпреварот. Цврсто во одбрана, но и користејќи слабата реализација на работнички, ФМП прими само 4 поени за повеќе од 7 минути игра и пред крајот на првата четвртина водеше со 12-4. Но Гашовски и Домика вратија со реализации во серија, а четвртината заврши со тројка на Ибиш и со само еден разлика за ФМП, 12-11. Како да го најде решението работнички за играта на ФМП, а дополнителен проблем за домаќинот беше и тоа што центарот Царич рано влезе во проблеми со прекршоци и направи својата четврта лична грешка на самиот старт на втората четвртина. Полека на сигурно тимот од градскиот парк ја градеше предноста, која на средина од третата четвртина веќе беше двоцифрена 40-30. По поените на Јосифовски на 7 минути до крајот од преварот, работнички водеше со 53-39 и додека главните реализатори на ФМП, Саздановски и Шалев, многу тешко погодуваа, изгледаше дека работнички лесно ќе стигне до победата. Сепак, тоа што реализацијата не беше на посакувано ниво, Саздановски знаеше да го искористи со серија асистенции до Марко Несторов, кој пак на крајот се испостави како џокерот на тимот на ФМП. Домашниот состав прими само 5 коша до крај, а постигна дури 26. Печатлив улога одигра и Србиновски и Зафировиќ, кој постигна на многу важна тројка, ова е таа. И ФМП победи во трилер завршницата со 65-58, нанесувајќи му во вториот пораз сезонава на тимот на работнички. На табелите во двете групи, две екипи за сега не знаат за пораз јуниор во едната и МЗТ Скопје во другата група. Има и повеќе екипи кои активно се борат и се гледаат себе си на Final Four турнир, па на две кола до крајот од полусезоната можеме да кажеме дека борбата за врвот во оваа многу конкурентна генерација допрво почнува. Mitsubishi Motors. Природно задоволство.
горска вода. Прегледот од М16 го почнуваме од групата Б и од локалното кумановско дерби помеѓу Пинк Пантери и Михајловски. Се играше тврдо, цврсто и со малку поени, а почетокот му припадна на Михајловски. Преку Матеј Спасовски гостинските кошаркари рано поведоа со 9-2, но Ѓоргиевски со оваа тројка им донесе пресврт на Пантери за водство пред крајот на четвртината. Сепак Лазаревски брзо врати на идентичен начин на спротивната страна и изедначено се играше се до крајот на првото полувреме. А таму, во таа последна минута од полувремето, Михајловски постигна 5 коша во серија и на полувреме замена со водство од 32-26. При резултат 48-48, домашните играчи не најдоа начин да реализираат во целата завршница од надпреварот, а преку прецизно изведените слободни фрлања, кошаркарите на Михајловски дојдоа до победа од 56-48, значи со серија од 8-0 во последните минути. Спасовски и Ѓоргиевски со искомбинирани 36 поени беа најстакнати во тимот на Михајловски, додека Ѓоргиевски беше најдобар стрелец кај Пинк Пантери со 17 постигнати поени. Еве не сега и во група В на надпревар во Кавадарци помеѓу Академик и Квиско Баскет. Со амбиции за највисок пласман во групата, Квиско влезе како фаворит и со победа од 76-67 ја оправда улогата. До полувремето се играше со многу пресврти, но главно изедначено. Перовски беше прва опција во нападот на Квиско, додека Тодоров и Станоев беа највпечатливи кај Академик. На само минута до паузата резултатот беше 34-33, но Квиско го заврши полувремето со серија од 10-1 и стигна до прва поопиплива предност. Во поголемиот дел од третата четвртина разликата беше двоцифрена, па иако Академик со серија од 13-4 пред крајот на третиот период успеа да намали на 55-50, не успеа посериозно од тоа да се доближи. Одлично во напад одигра Квиско Баскет во одлучувачката четвртина и откако повторно успеа да се одлепи на 15 разлика, не му дозволи на домаќинот повторно да се понадева на уште еден пресврт. Перовски постигна 27 поени и беше предводник на победата на Квиско. На другата страна, кај Академик, Тодоров постигна 24 поени. Додекодат инсертите од овој надпревар, кратко и за табелите во М16. Во секоја од четирите групи има по една непоразена екипа, Феникс Вардар, Фени Индустри и МЗТ Скопје се тоа. Има уште да се игра до полусезоната, кога ќе направиме подетален преглед за изгледот на секоја група посебно. Из инсертиот надпреварот помеѓу Глобал и Томас, ова што го гледате во моментов, правиме краток преглед и на двете најмлади генерации. Овој надпревар инаку им припадна на кошаркарите на Глобал со 66-55, со што тимот на Глобал се задржа покрај врвот во групата Б. Јуниор е единствен непоразен таму, по 6 одиграни надпревари, а по еден пораз имаат Квиско Баскет и Црн Дрим. Пред 2 недели се играше дербито помеѓу Јуниор и Квиско, кој засега се издвоја како први фаворити, а Јуниор на тој надпревар победи со 78-55 на домашен терен. Во групата А нешто повеќе екипи се борат за највисокото место на табелата, а меѓу нив се Киндер, ФМП Струмица и МКК Струмица. Во последното коло, ФМП на домашен терен го победи Вардар со 77-60, додека дербито помеѓу МКК Струмица и Киндер ќе се игра дополнително. Се селиме сега во групата В низ инсертите од надпреварот помеѓу Баскет Дино и Лирија. Те се надпревар се играше во Кочани, а победи Баскет Дино со 75-70, остварувајќи го шестиот триумф во 8 надпревари. Феникс е единствен непоразен во оваа лига, во која меѓу фаворитите за највисок пласман е и Работнички, кој досега има 6 победи и 1 пораз. Во мажките генерации останува уште М12, инсертите се од надпреварот МЗТ Скопје Јуниор 2, во кој тимот на Јуниор убедливо победи за трет триумф во петтиот надпревар. Во последното коло се играше и дерби помеѓу Томас и Вардар, кој Вардар го доби со 50-37, а лидер на табелата и единствен непоразен досега е Водно Санс кој оствари 6 победи. Ова се сега моменти од надпревар кој порано се одигра помеѓу Вардар и Водно Санс, а додека ги следите, одиме накратко и со преглед во другата група. Таму Јуниор 1 е лидер и единствен непобеден досега, додека Феникс го следи во чекор со 1 пораз, токму во меѓусебниот дуел со Јуниор. Следна е Крива Паланка, а потоа доаѓаат Квиско Баскет, Карпош Соколи и Ангели, кои се изедначени на четвртата позиција.
Што се однесува до женските лиги, повозрасната до 18 години е веќе на пауза за полусезона, додека активно се играат надпревари кај помалите во М16. Младост од Битола и Струга се сретнаа во дерби минатиот викенд, а победи Младост со 51-43. Елена Цветановска беше предводник на битолчанки со 27 постигнати поени, додека Нилај Љамче и Ксенија Стојчевска беа најистакнати во тимот на Струга. Младост водеше и со 18 поени разлика во третата четвртина, па иако Струга се приближи на само 2 разлика, не успеа да дојде до комплетен пресврт. На табелата таму, Младост е прв со 10 бодови, но и надпревар повеќе од Бадел Јуниор, кој го делат второто место со 9 бодови. Следуваат Кросик, Струга, МНА Кавадарци и Пробаскет во долниот дел од табелата. Едно изгресавце. Илјадници луѓе, илјадници приказни. Се среќаваат на едно место. Супер Тимекс. Наша заедничка приказна. Пред да завршиме емисијата, информација за нашата најмлада национална репрезентација, онаа до 12 години, која моментално е во Букурешт, во Романија, на свој прв меѓународен настап. Предводени од селекторот Горан Ѓоргиевски, нашите репрезентативци од генерацијата 2002-2003 викендов ќе одиграат 4 надпревари на турнирот, кој го организира Романската федерација. И сето тоа како дел од 4 годишниот подготвителен циклус за настап на Европско првенство, кој најрано доаѓа на 16 години. На basketball.org.mk го имате целиот распоред на надпревари, а таму ќе можете да ги најдете и резултатите од средбите кои ќе се играат од петок до недела. А на basketball.org.mk стандардно и сите резултати, табели и статистики од младинските лиги на Македонија. Ви благодарам што следевте и оваа емисија. Се гледаме пак за 2 недели, кога ќе направиме рекапитулар на сите младински лиги, со тоа што ќе имаме завршено полусезоната во сите младински генерации.